За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите бифтек во сос за дивеч. Главиците кромит ги сечкаме на парчиња. Морковот го сечкаме на коси кругови. Коренот и рачките целер ги сечкаме на парчиња. Потоа на парчиња ги сечкаме коренот од пашкана и корењата макдонес. Во тенџере со вода на оган го додаваме оцетот. Посолуваме. Ги додаваме зрната црн пипер, ловаровите листови и парчињата корен и рачки од целев, морков, пашкана, корен од макдонос и кроми. Посолуваме. Бифтекот го посолуваме и го нарасуваме со мелен црн пипер. Го свиткуваме бифтекот во лентите сланина. Го зацврстуваме со готварски конец. Откако зеленчукот ќе се свари, го тргаме тенџерето од оган. Го ставаме бифтекот во кала. Го преливаме со течноста од тенџерето во кое се вареше зеленчукот. Оставаме бифтекот да отстои 2 до 3 дена. Го вадиме бифтекот од калапот и го пржиме во тава на оган со загреан путер. Тавата ја покриваме со капак. На ситната страна од рендето ја рендаме кората од лимон. Ја додаваме во тенџерето со зеленчукот на оган. Во тавата со бифтекот додаваме од течноста од калапот. Во тенџере на оган со загреан путер го додаваме брашното. Откако брашното ќе се испржи во тенџерето, ја додаваме содржината од тенџерето со зеленчукот. Го тргаме тенџерето од оган и го миксаме зеленчукот. Сосот низ цедалка го претураме во тенџере. Го ставаме тенџерето на оган. Додаваме неутрална павлака. Откако сосот ја зоврие, го тргаме тенџерето од оган. Во тенџерето ја додаваме киселата павлака и мешаме со жицата. Од испржениот бифтек го отстрануваме конецот. Од едната страна на чинијата ги нанесуваме круговите претходно сварен компир и морков. Бифтекот го сечеме на парчиња. Парчињата бифтек скалесто ги редиме од другата страна на чинијата. Парчињата бифтек ги преливаме со сосот. Декорираме со листови макдонос врз зеленчукот. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 40 минути. Добар апетит!